Благодарам, господин Мисовски. Почитувани пратеници, Драган Данев оди. точката е много интересна. За жал, праксата ваша да економските политики во државата ги решавате на 31 декември продолжува и натаму. Минатата година одевте со прогресивен данок 5 минути до 12. Оваа година го укинувате тој прогресивен данок 5 минути до 12. Ако зборувам од политичка гледна точка, сега ќе испадне дека тука ние треба да ви се, ајде употребаме збор битолски, да ви се ситиме и да ви се правиме важни дека ево гледате, дојде на наше. Тоа ние што го зборувавме, тогаш не го перцепиравте, после одеден период дојдовте на нашето решение. Меѓутоа не, колеги пратеници, не ми е тоа целта, бидејќи од ситење никој ќар нема. За жал, зијан имат граѓаните на Република Македонија. Зошто имат зијан? Заради тоа што менуват економски политики како што ќе ви текне. Менуват економски политики на секои 2-3 месеци. Со тоа испраќате многу лоша порака на економијата, на бизнисмените, на фирмите, дека вие како власт нити имате идеја, нити имате визија, нити пак знаете да ја водите економијата на Република Македонија. И таа порака тие имат веќе видено и примено. И таа порака се гледа во растот, тоест падот на економијата во Република Македонија. Како да планираат нешто за наредната година или не дај Боже за наредните 2-3 години, кога вие секој втор месец играте топло-ладно. Воведвате закон, враќате закон, менувате даночна политика, враќате даночна политика. Како да планираат? Како да остваруваат, како да растат со своите фирми? Затоа не ни е целта да ви се правиме важни тука. Целта ни е да уште еднаш потенцираме дека не ви бидува. Дека сте неозбилни, дека сте некадарни, дека сте со еден збор неспособни. Пак ќе кажам, ние како политичка партија, ако тоа го гледаме во политичкиот противник, би требало и да се радуваме. Меѓутоа нема простор за радост. Има простор за тага, бидејќи економските политики ви се катастрофални. Ако вашето владење го означија многу грешни, катастрофални решенија, ова е едно од најгорните топ 3, да речам, катастрофални решенија. Неконзистентни економски политики. Само да ве подсетам дека кога го носевте прогресивниот закон, данок, имавте критики од сите релевантни институции. Немаше стопанска комора која што не ви укажуваше дека начинот на кој што го носите, системот кој што го предлагате, ви е грешен и дека ќе предизвика негативни последици во економијата. Значи немаше стопанска комора тоа што не ви го велеше. Луѓето зборуваа од искуство. Исто така, немаше експерт или економист од науката кој што не ви го велеше истото. Дел од ни велеа дека е катастрофално решението, дека ќе предизвика негативни последици. Мал дел велеа, ајде, ако веќе одите на ваква политика, тогаш ова решение вакво, како што е предложено, е катастрофално. Треба да го модифицирате. И тоа не го слушавте. Ајде, ние како власт, тоест како политика,
може и нема потреба да не слушат. Разнични политички размислувања имаме. Меѓутоа, нити стопанските комори ги слушавте, праксата, стопанството, нити па науката ја слушавте. И на што дојдовме сега? Да враќате назад. Што е уште полошо него да продолжите вака како што е. Уште во расправата во комисијата кажавме, ако веќе правите штета, дајте колеги да ја направиме да биде максимално можна помалку, тоест помала да биде штетата. Ако веќе го укинувате прогресивниот данок, тоест ако веќе сте се пишманите за спроведување на прогресивниот данок, тоест дајте да го укинеме. Со пролонгирање на овај даночен систем, тоест составање на мирување во 3 месеци, во 3 години, ништо не добивате. Ништо не добивате. Ја оставате економијата цела во прашалници. Кога зборувам економија, мислам на стопанските субјекти во Република Македонија. Цела во прашалници и во недоумица. Што ќе се случи сега? Дали нема да ви текни дека после 5 месеци ќе треба да враќате пак некој нов метод за рачунање на данок? Ако сакате барем нешто да направите добро за економијата, тогаш треба да го укините овај систем. Да им дадете можност на стопанските субјекти да си го планираат развојот како што треба, врз основа на сигурни и релевантни податоци. И релевантна политика, сигурна политика, а не политика која што еднаш оди лево, еднаш оди десно, од крајност во крајност. Пак ќе кажам, не е целта на моето излагање да ви се правам се тука важен и паметен дека кога ви велев јас. Баталете го тоа. Целта на мојот говор е да ве убедам дека треба да го укините овај систем, а не да го пролонгирате. Оти само така, колку толку ќе направите нешто добро. Колку толку. На крајот, сакам да завршам, секој ден, се повеќе докажувате дека не ве бидува како влада и како парламентарно мнозинство. Благодарам.